Овој пат имам представнички, две Александри. Драго ми е, ви благодарам што дојдовте во нашата утринска, од Црвениот крст, како што можете да видите. И навистина, овој период ни се наметнува секогаш темата за бездомниците, кога е надвор многу ладно, нели, сакаме да бидеме хумани, да ги поттикнеме и да поттикнеме хуманост, така и нашите гледачи и граѓани, како тие можат да помогнат. Тука ќе зборуваме и за волонтеризмот, волонтерските акции кои што постојано ги спроведувате, нели, повторно гледачите да ги инспирираме, оние кои што можат, имаат време и сакаат да придонесат, нели, со нивна помош како волонтери, за крводарителските акции, за оние новитети повторно со хуманоста поврзани во Црвениот крст. Имаме многу теми, но имаме и време. Така што уште еднаш ви благодарам за одвоеното време и за тоа што сте дел од утринската на Телма. Благодариме за поканата. Би почнал прво со она што е, нели, актуелно овој период, кога ќе паднат температурите, нели, бездомниците ги мислиме сите. Се обидуваме некако оние кои што сме малку посвесни, нели, како граѓани, да им помогнеме на ваков или таков начин, но секако најголемиот терет паѓа кај Црвениот крст. Веќе 11 години го имате Момин поток, така, центарот, каде што посебно кога се многу ниски температури и вакво време како што имаме, работи постојано и им пружа помош. Па ајде малку да се осврнеме околу постоењето на овој центар, од кога, што се може да пружи како помош, што се, нели, им се наоѓа на бездомниците. Самиот кажа, пред 11 години, значи, го отворивме центарот. Морам да кажам дека во изминатите, еве би кажала, 15 години Црвениот крст во нашата земја направи многу иновативни програми, значи социјални сервиси преку кои што на граѓаните им нудиме сигурност, им нудиме можност да имаат подобро утро, но некако и нивна таа социјална заштита, здравствена заштита и се друго што е потребно, да речам, зависно во кој период од животот тие се наоѓаат. Така да пунктот за бездомници во Момин поток е токму еден од тие, да речам, центрите преку кои што ние го развиваме и нашето национално друштво, ама и сме поблиски до луѓето во нашата заедница, се со цел да им го возможиме се она што преска го кажав. Особено е важно да се каже кога зборуваме за пунктот за бездомници, дека станува збор за центар кој што работи во текот на целата година. Значи имаме тим на луѓе кои што се грижат за бездомниците во текот на целата година. Што е тоа што ние го пружаме всушност тамо како сервисни услуги? Значи 2 пати неделно бездомните лица кои што се регистрирани, да речам, во базата на податоци на Црвен крст на град Скопје, ги добиваат сите оние услуги кои што не може да ги добијат на друго место. Тоа подразбира дека имат можност да се избањаат, значи пристојни услови, каде што особено внимаваме на оние делови одвоеност мажите, жените и слично. Потоа имаат можност да добијат бесплатно шишање, бесплатно бричење. Значи сепак да се одржи онаа хигиена која што често пати тие немаат каде да одржуваат. Добиваат бесплатна облека која што нештата се поврзани во Црвен крст на град Скопје. Граѓаните ја донираат облеката, ние потоа ја селектираме, ја поминува цел еден процес на селекција и дел од оваа облека од граѓаните всушност оди и за бездомните лица. Сега дел од нив често пати се приврзуваат за работите кои што ги носат, имаат право и може да ги остават. Значи жените кои што работат таму, хигиеничарките, може да исперат облеката и потоа наредниот пат кога ќе дојдете можете истата да се подигнете, можете и да фрлите или да се земете нова облека и слично. Значи многу нешта зависат и од нив. Имаме и социјален работник кој што често пати им помага во процес на вадење на документи, на лични карти, изводи, не знам, поддршка кој што им е потребна да ги остварат некои други своји права кои што им следуваат во оваа држава и слично. Потоа имаме и лекар кој што на редовна неделна база ги прегледува, им дава терапија, особено за оние лица кои што се хронично болни лица, кои што не добиваат никаде, да речам, можност да ја добијат терапијата бесплатно, тие тоа го добиваат, да речам, во Црвениот крст. Особено што некои од овие лица се, да речам, и фантоми, без лични карти, значи се обидуваме преку тој систем на поддршка да ги добиваат документите, а со тоа и нивните права, но додека го немат, се уште немат можност да имат ни медицинска лекарска заштита, нити пак лекарства. Така да во соработка со некои наши партнери, донатори, соработници, ја добиваме, да речем, и оваа поддршка, што значи во финансиски средства или пак во медикаменти, за да можеме ние да им дадеме поддршката на нив. И секако, значи сега тука и многу други услуги, како што се храна,
да речем оброци кои што ги добиваат во текот на овие денови кои не посетуваат и сето тоа некако за да се доближиме до ладниот период, до студениот бран во кој што се наоѓаме токму сега, кога тој истиот центар малце го трансформираме, се со цел овие лица да не бидат на улица и да не паднат во ситуација на хипотермија, да не се случат да речам ситуации во кои што животот веќе им е загрозен и слично. Сега тоа го правиме со поддршка на нашите граѓани. Значи бездомните лица често пати немат телефони за да можат тие да се јават, да пријават, тука сме, помогнете ни слично. Повеќето од нив ја знаат локацијата моментото, каде да дојдат, каде да не најдат и слично, но овој период огласуваме телефонски броеви во кои што граѓаните може да ни се јават, за да нашиот мобилен тим, да речем, дојде, помине и да го земе бездомникот и да го однесе во центарот, кој што сега веќе работи 24 часа. Што значи дека сега во овој период, кој што ќе видиме колку време трае, зависно од студениот бран, работи 24 часа и лицата остануваат фактички на топло, згрижени. Тоа е зимски генерално период или кога температурите се под некое ниско ниво? Тоа е зимски периоди кога температурите се под одредена температура, граница, да речем, да, граница. Која под нула, да речеме, кога е под нула, да, заработи постојано центарот. Кога се малку повисоки, да, остануваат оние два дена каде што може да се ги извршат. Апсолутно, тоа се продолжува и понатака и сега голем дел од тие лица, бидејќи ние преку 200 луѓе имаме регистрирано во нашата база. А капацитетот колку е? Не сите они немат живеалиште. Знаете како тоа се различни категории, од и бездомништво една посебна категорија, значи имаме и скриено, и видливо, и посакувано, и многу други категории во кои што ние ги делиме. Овде се оние луѓе кои што се навистина на улици, кои што немат дом. Значи секако дека нашите служби, значи нашите патролни работници заедно со социјалниот работник, значи ги знаат и отприлики каде се и често пати тие се тие кои што патрулираат по градот и им ја зимаат, им ја нудат поддршката и често пати ги носат, но и тие сами бараат да останат, да речем, на топло. И сега како тоа функционира? Значи всушност станува збор за еден простор кој што има две нивоа, значи машки, женски посебен дел, значи еден навистина убав простор во кој што инсерти, одлично така. Да. Еден убав простор во кој што луѓето секој има свој кревет, има дури паравани, малце да се добие така како една интима, како една засебност, добиваат оброци, на топло се, значи згрижени се, како што кажав, сите оние други сервисни услуги кои што може да ги добијат и ги добиваат и за тој период. И обично наутро веќе тие го напуштат просторот, не остануваат бидејќи тие си имаат своја динамика, свој тек на живот и потоа приквече, да речем, повторно се враќаат. Во меѓувреме граѓаните може да дојават, значи, на телефоните 071 223 972 и вториот телефон 071 733 171. Значи доколку приметат бездомно лице на кој што му е потребна помош, колегите доаѓаат, значи лицето го транспортираат во центарот. А во меѓувреме мобилните тимови патрулираат низ градот бидејќи нас не се случувало некој да не сака да биде транспортиран, значи сака да остане таму каде што е и колегите тогаш доставуваат вреќе за спиење, кебе, топол чај, оброки, се друго што може да речем потребно по обавениот разговор кој што го имаат. И тоа ќе трае, да речем, во текот на целиот овој период, додека е потребно да им се пружи помош. Пред Нова година, и тоа е нешто традиционално што го правиме, баш како подготовки за овој студен бран, им дававме и зимски пакети. Значи, зимски јакни, джемпери, дзиври, се она што сметаме дека ќе им биде потребно да го полесно помине, да речем, овој период. Така да ова е една традиционална активност која што редовно ја правиме, ама која што ја правиме во соработка со нашите граѓани, на нашите социјални медиуми, каде што ние навистина сме доста активни на веб страната и на страната на Facebook страната, да. Објавени се и телефоните, така да со лесно пребарување на вистина многу може да се прочита и може да се стигне, да речем, до телефонските броеви како граѓаните може да се јават. Ми се наметнува, нели, по дефолт прашање, колкава е поддршката од компаниите од година во година, има ли слух кај оние кои што треба да донираат, нели, средства или на било кој начин некаква донација и се разбира колку од капацитетот може да дозволи да им се помогне и колкава е бројката од година во година на бездомни лица или лица кои што нели им е потребен овој простор. Ние кога започнавме со оваа програма, да речем, секако дека бројката беше помала на бездомните лица. Значи сега сме дојдени во една ситуација, веќе ја кажа, бројката околу 200 луѓе кои што се регистрирани, кои што доаѓаат кај нас да ја зимаат помошта и веруваме дека таа бројка и расте и дека ќе расте, дека сите нешто се поврзани во општеството во кое што живееме, економската состојба и сите други нешта, така да
тоа е бројката со која што располагаме. Во однос на компаниите имаме поддршка. Значи Црвен крст е една организација која што работи многу транспарентно и имиџот го градиме сите ние. Значи зависи од однесување на секој волонтер, на секој вработен, да речам, на секое позиционирање на нашиот емблем, така да е многу важно, да речам, тоа е едно етичко однесување кој што сите ние го носиме. И се она што го работиме транспарентно, тоа е објавување на нашите финансиски извештаи, нашите наративни извештаи, лесно се достапни за граѓаните, но и за организациите и компаниите кои што ни помагаат. Така да имаме поддршка во делот на лекови, да речеме, веќе ги споменам алкалоид, од градот Скопје, да речам, добиваме поддршка за имплементација на целата програма, затоа што тоа е важно. Овие се граѓани кои што живеат на територија на градот Скопје, тие се наши сограѓани на кои што сите ние треба да им помогнеме. Но често пати многу ресторани, многу продавници, маркети даваат поддршка, особено во зимскиот период, со топли чорби, со топли манџи, кои што ние ги дистрибуираме, да речем, на бездомниците. Имаме цел еден систем, кога колегите со возило идат, ја зимат, ја носат, дистрибуираат, така да имаме поддршка. Но секако дека мора многу да се зборува за едни вакви проблеми, мора да се сплотиме сите заедно, за да изградиме една заедница во која што прикажуваме солидарност, но не само да го прикажуваме, туку и го практикуваме, се со цел да гоублажиме страдањето на оние на кои што навистина им е помошта потребна. Овие телефони кои што ги споменавме се однесуваат само за забележани лица кои што би требало да им се помогне, а се на улица, или и лица и семејства кои што, да речеме, немаат средства, живеат во лоши услови. Што со тие граѓани? Тие се различити категории. Ова збориме за лица кои што се на улица, кои што се бездомници, кои што немаат дом. Така е. Токму така. А со тоа што за сите останати, да речам, покрај системот во државата кој што постои, кој што сакам да верувам дека дел од нив се дел од истиот, Црвен крст преку општинските организации, не само во Скопје, каде што действуваат 5, туку низ целата држава, значи дава поддршка на овие лица во ризик. Тоа се преку оние пакети храна, хигиена или пак преку некои волонтерски програми кои што ги работат младите, да речам, преку кои што им го олеснуваат животот, кои што се наоѓа во одредена ситуација на некоја потешкотија. Така да постојат различни други системи кои што Црвен крст ги нуди, да речам, како сервиси. Имаме често пати лица во трето доба на кои што им е потребна помош, или пак самохрани родители, или пак, да речам, деца со посебни потреби. Тоа се веќе други сервиси во кои што Црвен крст секако дека ги нуди услугите. Во неколку наврати ги спомнавме волонтерите и сега малку да се задржиме на тоа, па ќе преминеме на овие останати теми. Без волонтерите ништо не може да се направи и навистина се потребни и навистина доколку имате можност и желба би можеле да ги сконтактирате во Црвениот крст и да се приклучите како волонтер. Така. Еве ќе започнам јас пак тука бидејќи слободно, спонтано ќе се надоврземе, имаме време и многу теми за Јас си водам една волонтерска програма која што се вика Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Тоа е една програма која што функционира повеќе од 20 години во нашата земја. Програма која што таргетира млади на возраст од 13 до 17 години, преку која што се обидуваме да ги изнесеме младите од нивната комфортна зона, да им дадеме обука како да прават добри дела во заедницата во која што живеат. Важно е да се каже додека тие млади луѓе помагаат, тие истражуваат, тие контактираат со овие целни групи и тие некако учат многу самите за себе си и себе промена доживуваат, што мислиме дека е онаа пораката, ако сакаш да направиш нешто добро во светот, во заедницата, мора да трнеш пред се од самиот себе си. Големи се разликите меѓу младите што волонтираат и младите кои што не волонтираат. Бидејќи преку волонтирање вие поврзувате едни животни вештини кои што не може да ги добиете ни на едно друго место. Тоа е формално и неформално образование. Тоа е теоријата која што ја добивате, која што имате можност веќе да ја практицирате, да излезете на терен и да се соочите на вистина со тој проблемот. Не да ве учи некој што е толеранција, солидарност, туку вие тоа да го вежбате, да го практикувате и на тој начин и во пракса да го доживеете и видите така. И на тој начин никош веќе нема да се заборави. Голем дел од тие млади луѓе кои што стануваат волонтери сега, остануваат, некои заминуваат на факултети во други земји, но тие остануваат и го носат волонтерат во себе и потоа наоѓаат начини преку компании, преку корпоративниот сектор, преку местата каде што работат, повторно да ја вратат во заедницата преку некакви си волонтерски чинови. Во рамките на ПХВ програмата во цела земја, значи обучуваме 1200 млади луѓе секоја година, значи само преку оваа, преку други програми Црвен крст обучува многу повеќе, да речем, млади луѓе кои што изработуваат мали проекти за добробит на заедницата, отприлике прават по 100
150 мали проекти преку кои што им помагат на 3000 луѓе. Значи преку оваа програма. И тие воопште не се мали проекти, ако ви кажам дека тие често пати реновираат куќи на лица во социјален ризик, реновираат купатила, потоа прават собирање на средства за различни операции на млади луѓе кои што им се потребни. Значи навистина тие се двигатели, но и позитивна промена, бидејќи кога некои други млади луѓе гледаат што прават овие млади луѓе, тие посакуваат да бидат како нив. Многу е важно и Црвен крст, ама и цело општество да ги промовира ваквите програми и алатки, бидејќи особено сега кога младиве луѓе поминуваат по 6 до 8 часа на социјалните медиуми во текот на денот, се јавуваат други проблеми, се јавуваат и депресија, анксиозност, проблеми кои што ќе ги повлечат младите луѓе, да речам, а со тоа и она основната единка семејството, да речам, во една бездна во кој што сите ние ќе мораме да се бориме на добар начин. Но ова е само еден сегмент. Значи, младите во Црвен крст може да волонтираат и во полето на првата помош, може да бидат во полето на крводарителството, да бидат мотиватори во крводарителство, да даруваат крв, да ги поттикнуваат и останатите да бидат дел од се во тимот за одговор при катастрофи, кој што исто така баш и периодов ќе биде доста активен, да речам, со водици, со она што ќе ни се случува во наредниот период, бидејќи ние ги обезбедуваме овие настани. Така да за секој некој постои место. Значи многу е важно младите луѓе да дојдат во канцелариите на Црвениот крст, во катчињата кои што постојат за младите, да го покажат својот интерес, а веќе таму од другата страна ќе ги пречека некој кој што има волонтерско искуство, ќе ги насочи и едноставно сите нешто добиваат малце поинаква димензија и градиме млади луѓе и личности кои што ни требаат утре во нашата земја, лидери кои што ќе направат промени. Ќе ми разбудиме свесноста, нели, понатаму. Го спомнавме крводарителството, би се задржале малку на тоа, нели, каква е статистиката, се зголемува ли бројот на крводарители, на земени единици, како тоа, нели, оди? Крводарителството би можела да кажам дека се уште еден од најпрепознатливите сегменти на работењето на Црвениот крст, затоа што некогаш асоциацијата на луѓето кога ќе се спомене е крводарителство или прва помош, можеби некои од традиционалните би рекли активности на Црвениот крст, меѓутоа сепак многу важни и столбови можеби на не само организацијата, туку малку и повеќе ако гледаме во системот. Бидејќи дарувањето крв не значи само благодет за самиот дарител кој што прави хуман чин, туку треба да се размислува каде оди таа крв. А велиме со едно дарување крв се спасуваат и до 3 човечки животи, имајќи во предвид таа сепарација на крвта и сите оние елементи. Да се навратиме кон улогата на Црвениот крст во тој процес. Дефинирана улога во делот на промоција, унапредување на крводарителството, меѓутоа и организирање на традиционалните крводарителски акции или пак акции кои што се случуваат секојдневно во различни фирми, компании, во јавни институции, на јавни места, бидејќи некогаш имаме и граѓански организации. Меѓутоа еве чекор понапред кај нас во Црвениот крст на град Скопје е токму дневниот центар за дарување крв, кој што го нарекуваме едно ново капче за нашата хуманост или за нашето добро дело, иако веќе не е ново капче, повеќе од 8-9 години, веќе не ги броиме годините, иако значајно е функционирањето на центарот, дава одлични резултати. Споредбено еве во таа вкупна бројка, бидејќи потребите на нашиот здравствен систем како Република Македонија се околу 55.000 единици крв на годишно ниво, секогаш бројките се надминати. Нормално, во короната би имаше некој пат, меѓутоа тоа беа и потребите помали заради нели сите тие состојби, односно услови во кои што и нашето општество живееше. Меѓутоа последниве години бројките пред короната зборуваат за една навистина високо развиена пред се свест за дарување крв, меѓутоа и добри резултати кои што за среќа зборуваат и за едни свесни па и млади и повозрастни личности дека треба да се дарува крв, дека само на тој начин може да се спаси живот во даден и тоа живот за грижувачки состојби. Зборувајќи за центарот, зборувам за бројка, годинава зборуваме еден рекорд. Ако веќе можеме и да споменеме бројка како рекорд, меѓутоа горди на сработеното некаде околу 3000 единици крв, што навистина радува дека толков број на дарители дошле и дарувале крв токму во центарот. Едно убаво капче, едно убаво место. Да, ова сега зборувам за територија на град Скопје. Меѓутоа кога го собереме целата бројка, односно сите оние крводарителски акции кои што се случуваат, зборуваме за бројка над 55.000 единици крв, што значи дека комплетно се задоволени потребите од крв и крвни продукти. И ако ме прашате зашто некогаш се појавуваат тапали или потреби, затоа што може би да се случи некоја инцидентна ситуација каде што е потребна ретка или специфична целна крвна група, и тогаш навистина се прават некои меѓутоа контролирани, односно поддржани од Институтот за трансфузиона медицина како наши партнери. Инаку крводарителството кај нас, барем во Црвениот крст на град Скопје, е фокусирано на дневниот центар за дарување крв и на 4 традиционални крводарителски акции кои што се реализираат преку нашата организација. Конкретно акцијата за 26 јули
13 ноември, во соработка со Американската амбасада за 11 септември и веќе доаѓаме до нешто сега неочекувано наредната недела. Традиционалната крводарителска акција посветена на Тоше Проевски и во чест на Тоше Проевски на 25 јануари. Веќе се во тек подготовките. Таа е една од најголемите крводарителски акции во нашата држава, би рекла, не само во нашиот град. Бидејќи ликот на Тоше се уште е синоним за хуманост, за добрина, и тој самиот беше крводарител, беше дел од нашата промотивна кампања за промоција на крводарителството. Токму кај младата популација, бидејќи младите секогаш ги таргетираме или пак секогаш се обидуваме да ги поттикнеме да направат нешто хумано. Така што во негова чест остана оваа крводарителска акција како едно од препознативите обележи, би рекла, на нашиот град на 25 јануари. Еве можеби можност да споменам дека истата ќе се реализира во домот на армијата од 9 до 17 часот, денот е ист, 25 јануари, не го менуваме како датум. И Само да допрашам, во дневниот центар може кој сака секојдневно, Дневниот центар е едно отворено капче место каде што крводарителите може да даруваат крв секој ден, односно секој работен ден, од 8 до 14:30 часот, и е отворено од типот на секој кој што сака. Не мора да е тоа организирана акција. Секако таму има екипа која што ќе провери здравствената состојба и сето тоа дали може да се дарува, бидејќи видиме дека дарувањето е важно и за пациентот, меѓутоа секогаш се грижиме и за дарителите. Тие не се пациенти, тие се навистина здрави луѓе кои што се тој неисцрпен извор на хуманост, на алтруизам, меѓутоа е помош и подршка кон болните, кон повредените, кон заедницата. Така што грижата за крводарителите е еден посебен сегмент, дали преку организирани форми, клубови на крводарители, мотивацијски работилници, едукации за нив, убаво исполнето време, затоа што навистина се важни. Со самото тоа што центарот го отворивме, да речем, во центарот на градот, покажува дека ние се грижиме за нашите крводарители, што значи дека сакаме да имаат локација која што е блиску до нив, која што е едно урбано катче, место кај што може да поминат, да излезат од работа, да се вратат, значи да им биде се нив лесно прилагодливо. И така велиме, крводарувањето не треба да се свати како нека обврска. Тоа треба да биде дел од животот, една рутина, како што денес дојдовме да гостуваме кај вас во телевизијата. Тој половина час може да се направи нешто друго, нели, дали? Секако. Мене особено ми се интересни и убави, би кажала, оние семени крводарувања, кога младите, значи децата гледаат дека нивните родители се крводарители, тие продолжуваат да речем по истиот пат. Значи родителот треба да биде позитивен пример во секој случај, и кога е меѓу сите други нешта позитивен пример, еве да речем може да биде и во делот на крводарителството. Јасно. Уште неколку теми да вметнеме, но некако времето ни оди. Да, ни оди многу брзо времето, а многу ни остануваат кои што сакам да ги споменеме, нели? Но ако се ова на што се задржуваме, нели, е позитивно и инспиративно и за нашите гледачи, и поттикнување и на нивната хуманост и се ова што Црвениот крст нели го прави. Итно копче, сакам да го споменеме. Така. Што е тоа, како сервис? Што е целта, да. Да, Итно копче е еден нов сервис кој што започнавме да го правиме пред 2-3 години, да речем. Многу е олеснително во рамките на Црвен крст, што Црвен крст е членка на Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина, каде што броиме 191 една земја е членка, да речем, и меѓу сите тие земји, особено во регионот, да речем, се разменуваат тие позитивни практики, значи некој нешто што прави, ако е добро, често пати го имплементираме, да речем, согласно проценките, анализите кои што се прават во некоја друга земја. Итно копче е програма која што оди долги години, да речем, во Германија, која што оди во Австрија и во некои други, да речем, соседни земји, и по тој принцип, да речем, е направена една анализа за имплементирање во нашата земја. Станува збор за програма која што таргетира лица кои што живеат сами, лица во трето доба, кои што заради одредени причини останале сами, дали немат никого или семејствата се заминати, да речем, некаде во странство, а тие се веќе во здравствена состојба која што бара одреден мониторинг, но повторно би кажала заради одредени причини, можеби семени, културолошки, не сакат и не можат да одат, да речем, во старски домови или во некои други институции кои што може да се грижат за нив. Во оваа програма сега се опфатени некаде околу 120 на корисници кои што се дел од нега центарот, од некои други, да речем, програми кои што ги имавме ние, кои што беа во фаза на тестирање. Станува збор за програма која што сервис кој што функционира 24 часа. Лицата кои што се корисници, да речем, на овој сервис добиваат едни
алки и од таа причина се вика како итно копче и тие ги носат постојано, да речам, доколку се случи во домот некаков проблем, лицето падне, што често пати се случува. Каде што му е потребна помош? Да, значи доволно е само да заствири да го притисне, да речам, копчето и потоа во сервисниот во оперативниот центар, да речам, стига сигналот и се јавуваат, да речам, колегите и потоа разговараат со лицето што се случува, каде се случува, каков е падот, значи за да направат една проценка дали може да се санира и да се реши, да речам, ситуацијата по телефон или доколку не веќе се упатува екипата на терен кој што има посебни, да речам, возила, транспортни во кои што лицето може да се стави, може и да се пренесува и така натака и така натака. Ова е програма која што ја нуди она прва, да речам, помош, значи не она медицинската помош која што секако е на улогата и обврската на здравствениот систем во нашата земја, туку да речам она првата помош која што често пати знае да го спаси животот. До сега она што е направено, навистина резултатите се многу позитивни, значи на граѓаните сакат да продолжиме со една ваква програма, значи сакат да бидат дел од нивното секојдневие, сметат дека е добра, дека е позитивна, дека им го леснува животот, но им нуди нив и некако сигурност, бидејќи знаат дека што и да се случи, нема да останат сами, нема да се случи некому да се обратат. Да, нема да се случи некој да ги пронајде после неколку дена и така натака и така натака. Мислам тоа е една реалност која што сите ние мораме да прифатиме и токму таа причина мораме да направиме едни вакви сервиси и програми кои што ќе им го леснува животот на нашите граѓани. Добро, и како се добива, сигурно гледачите, ја сега од страна на гледачите, Да. и како можат да речеме да аплицираат, да добијат таква алка, односно Така. да бидат дел од итно копче. Значи веќе кажав, ова е една ситуација во која што ние Верувам се интересот ќе наоѓаме. биде навистина многу голем, И затоа што има многу лица кои и до сега е, значи видите, ние сме и промовирале и сме изборувале за програмата колегите кои што го работат тоа секако дека се постојано во медиумите и ги пренесуваат информациите. За сите заинтересирани може да се јават на 15 330 да се направи, значи како една проценка, како едно спојување, едно поврзување или како што кажав веќе проценка на целата ситуација. Морам да кажам дека ова се уште во фаза на пилотирање за да видиме, затоа што сето тоа подразбира одредени финансиски конструкции кои што би требало да бидат покриени од страна на Црвен крст или пак од донаторите или можеби чак што беше од самите семејства кои што се заинтересирани па со некакво си субвенционирање и така натака и така натака. Сега е субвенционираат нешто семејствата или е Сега е бесплатно, значи се уште во оваа фаза. Да, но бројката како расте, нели трошковите. Да, секако дека нештата ќе се менат. Затоа велам, значи одиме детално, одиме чекор по чекор, значи одиме онака како што диктира, да речем, самото темпо, но да речем и потребата која што ја имаме. Искуството од нашите колеги се навистина добри. Често пати граѓаните, старите лица кои што ја носат, значи алката, се јавуваат и бидејќи се чувствуваат осамени и сакат и да си разговараат. Ова се колеги кои што се обучени во делот на прва психосоцијална поддршка, така да често пати им ја дават и таквата поддршка, особено да речем за време на празниците, тоа е засилено, така да ја дават и таквата поддршка, бидејќи Црвениот крст, нашето национално друштво пак има и таков еден центар за прва психосоцијална поддршка каде што ги обучува и колегите, и вработените, и волонтерите и се повеќе сега се отвараме и кон граѓаните, да речем, во соработка со државата за да можеме да го покриеме, да речем, и тој дел. Така да интересна многу програма која што сега ја комбинираме па со уште нешто исто така интересно. Тоа е еден бесплатен транспорт кој што го нудиме, да речем, каде што Црвен крст потпиша веќе договори, да речем, со општината Кисела Вода и со Ѓорче Петров, во кое што на граѓаните на овие две општини им се нуди бесплатен транспорт, да речем, доколку имаат потреба за одредено медицинско снимање, здравствена, административна услуга и така натака и така натака. Имаат правото 4 пати во текот на годината да побарат еден ваков транспорт, бидејќи дел од нив се можеби во легната состојба, не може да се движат. Зборуваме за овие лица кои што збориме за не зборуваме за сите семеја, зборуваме за изнемоштени лица со посебни потреби, да речеме, и слично. Но транспортот функционира на територија и на другите, да речем, општини, се уште не се субвенционирани од страна на општините, се надеваме дека ќе бидат, бидејќи на тој начин и самите општини покажуваат дека се грижат за своите граѓани, да речем, кои што живеат на нивната територија, но од друга страна секако можете да се јавите да си го закажете прегледот, терминот кој што знаете дека ви се случува и подреден ценовник кој што е многу јавен и транспарентен и доста, да речем, приступачен на секого, а кој што го има на нашата веб
веб страна може да се дознаат и многу повеќе информации. Така да полека, да речем, сите го градиме она што е добро во нашата заедница и ние како организација и вие како медиуми кои што ни помагаат да ги пренесеме ваквите, да речем, позитивни пораки до нашите граѓани, а на тој начин и оние кажуваат потребата до страна на самата локална самоуправа за да ги сменат сите нешта во интерес на граѓаните. Ова е во склоп на Центарот за прва помош или има и дополнителни работи таму? Во склопот на Центарот на прва помош, Александр, нека каже уште некој збор, да. Така, значи некако се надоврзува со што го спомена претходно, крводарителство, прва помош, некои традиционални нешта. Ги врзавме темите, да. Токму така, да, првата помош исто така, од младите практицирајќи ја во основните, средните училишта, по градски, републички надпревари, она што е интересно за младите, како тие препознаваат првата помош во најраните години од својот живот. Меѓутоа и согласно оние законски процедури за изучување на првата помош при полагање, односно за полагање на возачкиот испит, па во работните организации, се наметна потребата сето тоа да е во еден современ центар. Ние го нарекуваме Многу центар за потребата, прва помош. извини, ќе те оставам да докажеш, затоа што се повеќе сме сведоци на неукост и не човек да Несоодветно практицирање или знаење на првата помош. Незнаење за пружање на прва помош во ситуации кога е неопходно, затоа што Не попусто велиме дека тоа е животоспасувачка вештина. Ние можеби не сме доволно свесни додека не се случи нештото, дали тоа на улица, во домот, сообраќајните незгоди, меѓутоа сведоци дека и во секојдневието се случуваат за жал повреди кои што наметнуваат барем основните познавања на првата помош додека не се повика итната медицинска помош. Сето ова го анализиравме долги години, свесни сме за сето ова нешто, пред се за квалитетот на наставата по прва помош и за возачите и за работните организации, меѓутоа за сите оние граѓани поединци кои што сакат. И од тука го централизиравме, односно го направивме центарот како едно место, локација, тоа е близу до домот на хуманитарните организации Даре Џамбас, каде што во неколку простори, значи веќе еден поголем спрат, каде што имаме повеќе простори, каде што се реализираат наставата, односно обуките, теоретските, практичните по прва помош. Значи тука доаѓаат сите кандидати кои што сакаат да изучуваат прва помош во однос на законската процедура за како возачи, значи младите луѓе пред се. И секако дека покрај теоретскиот дел поминуваат една практична обука со лекар, со парамедик, со волонтери кои што се обучени, меѓутоа и работните организации согласно законските процедури за 20 вработени, еден да ја познава првата помош, бидејќи за жал незгодите во работните организации тоа како се случува, треба да се превенираат. Меѓутоа тимот кој што работи во центарот не запира тука, тие се многу отворени, многу активни во делот на промоција на првата помош, организирајќи разни промотивни настани, почнувајќи од светскиот ден на првата помош или пак курсевите, обуките за прва помош за животоспасители, за сите оние млади кои што сакаат да научат, или можеби како спасители на базени, така натаму, нешто што исто така актуелно. Така што првата помош некако е комплементарна со сите други обуки кои што се изучуваат, односно кои што се практикуваат во Црвениот крст. Спомена Александра дури тимот за спасување планина, значи тие мора да ја познаваат првата помош и да ја пружат првата помош на местото каде што ќе стигнат во планински непристапни услови, каде што никој не може да дојде освен нив и тие ќе бидат првите кои што ќе пружат. Значи праваме само едно поврзување за да кажам дека првата помош е навистина многу важна. Сметам дека најнеопходна ни она основната прва помош која што сите треба да знаеме да ја практикуваме во ситуации најразлични, дали во домот или надвор. Затоа и почнуваме со тие обуки не само преку центарот, тука се и општинските кои што нели влегуваат дури во градинките. Да на малите деца им ја створат онаа навика дека може да се случи незра како да се реагира, кој е оној првичен момент од таа стресна ситуација која што треба да се надмине, меѓутоа секако основните училишта, факултетите, сета онаа популација која што е заинтересирана, меѓутоа и онаа која што сакаме да опфатиме и оние кампањи кои што ги правиме. Значи показни вежби во центарот на градот, наспрема сето она што значи секојдневие, како треба да ја размрдаме свеста дека е важно да се или пак вежбите кои што ги правиме во самите училишта, на пример со земјотресите, евакуации, познавање на првата помош, како да се реагира и слично. Така, Јас сакам да додадам само овде дека тие обуките кои што ги правиме во центарот, збориме за многу сериозни обуки кои што трајат од 6 до 8 часа за секој поединец кој што ќе дојде да полага и не може да се случи да ја добиете вие сертификатот без да ги поминете, значи обуките. Тоа е една законска норма која што стана многу квалитетна, бидејќи Црвениот крст е единствена организација, институција која што ги нуди ваквите обуки во нашата држава. Значи доколку сакате да станете возач, морате да ја поминете обуката во прва помош и не
на едно друго место, тоа не може да го направите туку само од Црвениот крст. Ова е законска обврска која што се смени да речам пред 2 години чинам, претходно не беше тоа така и некои други институции може да го прават тоа. Откако го правиме ние, значи постои силен мониторинг на обуките кои што се реализираат, бидејќи добивате и сертификат, добивате и книга, а сите обуки се држат од страна на лекари кои што се волонтери да речам во центарот. Значи тимот брои повеќе од 50 лекари волонтери кои што ги реализираат овие обуки заедно со демонстраторот кој што е обучен специјално да ги покажува оние практичниот дел од обуките. Обуките се реализираат на 2 јазика, и на македонски и на албански, зависно од потребата и зависно кој е јазикот на кој што сакате да поминете вашата обука, и по завршување фактички имате како мало полагање кој што понатака вие го добивате сертификатот дека сте ја завршиле обуката. Александра кажа, многу е важно покрај овие кои што се задолжителни имаме освежителни, значи често пати се случува мајките да сакат да дојдат да ја поминат обуката, да се потсетат, бидејќи, како што кажа Александра, често пати во домот се случуваат ситуации во кои што ние мораме смирено, трезвено да реагираме, бидејќи станува збор за ситуација која што навистина може да ја загрози безбедноста на некој член, особено на децата. Така да потребата од првата помош е на секаде, значи ја има и таа навистина спасува живот, и затоа е важно да ја практицираме и да биде нешто што нас ни е секојдневие. Тоа ни беше целта, да зборуваме за секојдневието и се она што можат во нивното секојдневие да го добијат, првенствено да го добијат од Црвениот крст како помош, како курс, како нели образование и се натаму, но и од друга страна да потикнеме понатаму хуманоста, нели, овој период од годината и во сите оние сегменти и теми за кои што разговаравме, онаму каде што можеме, нели, заедно со заеднички сили со Црвениот крст да излеземе во пресрт онаму каде што е потребно. Има уште многу теми кои што останаа, но причина да се видиме повторно, така ли? Тука сме секогаш. Да. Драго ми беше навистина, исцрпно беше, но во секој случај и верувам интересно за гледачите и информативно, што е многу битно. Благодариме многу. Благодариме за поканата. И благодарам.